Добар ден, драги деца. Добре дојдовте во училница. Јас сум Мамела Хаки и сум моделенски наставник во Основното општинско училиште Браќа Рамис Хамид. Директор Алвин Салимовски. Денешниот час ќе биде по општество на тема Училиштето и знаењето, а наставната единица ќе биде извори на знаење. Целите што треба да ги стекнеме за овој час е да стекнеме знаење дека со учење придонесуваме за личниот развој. Да сознаеме дека секој човек успешно учи на различни начини. Да знаеме дека можеме да добиеме информации од повеќе извори. Да развиеме чувство на припадност кон своето училиште. Да учествуваме во донесување одлуки, да развиеме навика за почитување на правила и протоколи. Да се потсетиме, сега сме за една година поголеми. Досега усвоивме многу знаења. Научивме, вредно работевме, се приспособивме на новиот начин на живот и работа. Денес ќе се потсетиме на сите извори на учења што ги користевме, но ќе научиме и нешто ново. Донесена е одлука дека сите ученици од прво до трето оделение ќе посетуваат настава со физичко присуство. Но тоа бара применување на многу протоколи и правила, а за нас тоа би значело уште нешто ново за учење. Бидејќи сметаме дека здравјето е најважно за сите нас, ајде да погледнеме што се треба да почитуваме. Задолжително носење маска. Одржување на хигиена на рацете. Постојано да одржуваме социјална дистанца. Со редовното учење се изградува личноста. Добиваме многу знаења, речникот ни се збогатува, а со тоа животот ни го прави да биде многу поубав. Тоа знаење го добиваме од многу извори. Како извори на учење ќе ги споменеме училиштето, семејството, книги и учебници, наставникот, медиумите, интернетот, компјутерот, енциклопедии, детски списанија и многу други. Како извор на знаење, книгите и учебниците. Сите знаеме дека во досегашниот начин на учење главен извор на знаење ни беа книгите и учебниците. Основното 9-годишно образование е задолжително, а со започнувањето на школувањето, основни ресурси се и книгите, односно учебниците. Користејќи ги книгите, секој ученик во училиштето има право да праша за тоа што не го знае и да биде објаснето од страна на наставникот. Заедно со редовното учење се изградува личност што позитивно влијае на развитокот. Оваа година, оние ученици кои ќе одберат да ја следат наставата од дома, голем новитет за нас е користењето на националната платформа за далечинско учење. Верувам дека веќе сите сте запознаени со сето ова, бидејќи се уште живееме во услови на пандемија, примарен фактор за учење
ќе биде оваа национална платформа за учење на далечина. Наставникот како извор на знаење. Наставникот е клучен фактор во водењето на учењето на секое дете. Секое дете е различна индивидуа, затоа постојат многу методи, техники и начини кои наставникот ги применува со цел да го пренесе знаењето на секое дете. Училиштето како извор на знаење. Училиштето е место каде ние се здобиваме со многу потребни информации кои ќе ни служат за многу работи. Во училиштето учиме како да читаме, пишуваме, решаваме задачи и уште многу други работи. Најважната работа во училиштето што се учи е да се другарува и да се цени другарството кое е наше најголемо богатство. Медиумите како извор на знаење. Од медиумите се сознаваме за случувањата во нашата држава и целиот свет. Секој ден дознаваме за разни случувања. Можеме да наидеме на многу документарни емисии кои се многу интересни, а истовремено и поучни. Интернетот како извор на знаење. Интернетот е извор со разни информации, буквално за се што постои на нашата планета. Зашто и да не интересира или пак зашто и да сакаме да дознаеме повеќе, со само едно пребарување на интернетот би го добиле нашиот одговор. Дури и вие, кои сега го гледате ова видео, го користите интернетот. Енциклопедијата како извор на знаење. Енциклопедиите се книги полни со информации за разни работи. Во нив има многу интересни слики и објаснувања за разни нешта, како на пример животни, научници и слично. Драги ученици, верувам дека ги користите и применувате сите овие извори на учење, но знам дека научивме и нешто ново. Кога би го применувале сите мотото, само со учење ќе го постигнеме тоа што го сакаме. Вредната работа ќе не доведе до патот на успехот. Драги ученици, ви благодарам што присуствувавте на овој час по општество и се надевам дека научивме нешто ново кое би ни помогнало во понатамошниот живот. Бидете упорни и нека ве води мислата. Човекот учи додека е жив.